Здраво, вие слушате радио канал 103. Ова е 103-тото издание на емисијата ТВ 103 и само еднаш во историјата на радио канал 103 ќе слушнете 103-тото издание на оваа емисија и тоа ова е тоа уникатно преклопување, овој трипл дабл. Ако повеќе милувате така да го наречете, мора да биде на некој начин овековечен со една исклучителна серија. Па затоа се обратив на адресата на еден од живите великани на филмската уметност, односно пргавиот радикал Ларс фон Триер, кој, борејќи се со Паркинсоновата болест, собра сили да се врати во неговиот дански Twin Peaks, односно болницата која си има свое срце и тело, која боледува и мора да се изнајде лекот за незиното санирање, односно правење на оперативен зафат за да се отстрани тагата која што е всадена во срцето. Болницата има свој портал помеѓу димензиите и во неа постојано флуктуираат надприродни појави, нови шведски доктори кои ги мразат своите дански колеги од дното на душата. Во 90-тите серијата имаше 2 сезони, а Ларс се врати во болницата Ригет да ја сними третата сезона на The Kingdom, насловена како Exodus, за која ќе ви говорам денес. А на почетокот на емисијата имавте можност да ја слушнете одличните Astrosaur, односно една композиција имавме за почетокот, именувана како Black Hole Earth, која што се наоѓа на нивниот албум Portal. Станува збор за бенд кој што доаѓа од Осло, од Норвешка, така што ќе шетаме и денес по меридијаните на светските стонер рок движења, со тоа што на почетокот слушнавме еден инструментален стонер рок бенд со елементи и на постметал и на джез, фьюжн во себе, прогресивни сегменти можете да слушнете, така што ова е бенд кој што се мајстори, ова трио конкретно, се мајстори на прогресивниот стонер рок, од кој што во продолжение ќе слушнеме Reptile Empire, една моќна композиција која што исто така сведочи за нивниот квалитетен звук кој што може да го пронајдете на студискиот албум Portals. Ако не се лажам, ова е второ нивно издание, претходно го има Obscuroscope. Така што уживајте во Astrosaur. А доколку сакате да знаете што се крие во коридорите на Ригет, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Затко Ѓелевски, а вие останете вклучени за почна програмата на ТВ 103. Вие слушате радио канал 103, ова е 103-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии. Ова можност ќе имам да ги паралелизирам сите 300 тројки еднаш само во мојот живот, така што максимално ќе биде искористено од моја страна. А исто како што денес ќе биде искористена на можноста да ви говорам за ТВ серијата The Kingdom, што е дански абсурден надприроден хорор мини серијал, режиран од страна на Ларс фон Триер, прикажан на дигиталната платформа на Mubi. Сега, покрај Ларс фон Триер го корежисер и Мортен Арнфред, а Ларс го знаете како радикалниот режисер на трилогијата Европа, односно The Element of Crime, Epidemic и Европа, потоа Breaking the Waves, The Idiots, Dancer in the Dark, Dogville, документарниот Five Obstructions, Manderley, The Boss of It All, Antichrist, Melancholia, Nymphomaniac и The House That Jack Built, а Мортен Арнфред, корежисерот на серијата, има снимено Me and Charlie, Джони Ларсен, Land of Plenty, Heaven and Hell, Move Me, The Big Day и сериите Ана Фил и The Bridge. Првата сезона на The Kingdom, која што броеше 4 епизоди, беше емитувана во ноември 1994 година, а во октомври 1997, 3 години полесно, беше емитувана и втората сезона, која што исто така броеше 4 епизоди, а третата сезона, за која што ќе ви говорам денес, имаше премиера на 9 октомври 2022 година, која беа објавени 2 епизоди, а потоа секоја недела се емитуваше по една, завршувајќи во рок од еден месец, односно на 30 октомври. Со тоа што па на Mubi беше откупена да се започне со прикажување 27 ноември, за да може да биде финализирана на Божиќ, со оглед на тоа што и последната епизода е врзана со католичкиот празник. А претходно од октомври беше прикажана на скандинавскиот
стриминг сервис Viaform, мислам дека беше. 5 епизоди брои последната сезона од по 1 сат, што значи дека ви се потребни 5 часа да ја изгледате во целост. И ова беше првата серија која ја почна во 2023 година, точно нова година, така што преку неа влегов во годината. Гледав по една епизода во ден, секако дека ова и тоа како може да ја избинџате одеднаш, но јас ја третирав како деликатес и сакав да имам подневна доза за влегување во светот на Ларс за подолго рочно да ми трае серијата, иако 5 епизоди се колку и да ги пролонгирате, нема бегање. Сепак серијата на се заврши на претенциозниот арткаус стриминг канал Mubi, станувајќи првата и најверојатно единствена ТВ серија која ќе се најде на него, која убеден сум дека ја третираат како 5-часовен филм, а не како мини серијал. Таа беше последната која се појави таму минатата година, односно Mubi постојано ротираат континуирано различен материјал, односно што точно ставаат и вадат од понудата, никој не може дури да знае, така што безпрекорен малтене име беше минатогодишниот избор на филмови со Као, Титен, Лингуи, The Secret Bonds, Benedetta, Great Freedom, The Worst Person in the World, Drive My Car, Prayers of the Stolen, Memoria, Paris 13 District, Berman Island, Pleasure, Achiara, Fayadaji, Crimes of the Future, 1 Second, Frichol Soli, The Cathedral, Invisible Demons, Decision to Live и Aftersun. А оваа година ги објавија Alcaraz, Holy Spider, Close, The Five Devils. А до крајот на годината ќе ги објават Hot Milk, Layla's Brothers, Medusa Deluxe, One Fine Morning, Passages и Return to Seoul и Unclenching the Fists. Си имаат нивни скаути по фестивалите кои што ја купуваат по артистичките филмови кои одговараат на концепцијата пред се на стримерот, но убаво е да си продуцираат и нешто свое, но покрај овие исклучителни наслови кои голем дел сум ги рецензирал во видеологија, односно мојата емисија која што може да најдете YouTube каналот, имаат и голем број на медиокритетни квази артхаус шупливи филмови кои се селектирани на фестивалите, колку да пополнат место во селекциите, малтене фалични филмови со кои може хипстерите да се фалат дека само тие ги погледнале и никој друг. Морам да посочам една предложка која што има обединувачки карактеристики помеѓу сезоните на The Kingdom, затоа што секоја епизода од серијата се одвива во текот на еден работен ден на докторите и ги следи пред се, го следи ексцентричниот персонал и пациентите во болницата, додека се сретнуваат со бизарни, а понекогаш и надприродни феномени, и секоја епизода од сите 3 сезони се отвора со ист пролог, со детали за тоа како болницата Риет Хоспиталет о Копенхаген е изградена на место на езерата за белење, како што се нарекуваат, кои се повторуваат нели преку самото име на улицата на на официјалната предсе адреса на болницата, односно Black Dams Way, иако точното значење на референцата никогаш не е експлицитно дискутирано во рамките на самата серија, меѓутоа постои. Во првата сезона серијата започна со приемот на спиритуалистичката пациентка Сигрид Друсе, која што глуми Кристен Ролфс, која слуша звук на плачење на девојка во лифтот, и по истрагата Друсе открива дека девојчето умрело неколку децении порано, односно е убиено од страна на низиниот татко, и со цел да го смири духот, Друс го бара телото на девојчето и на крајот се наоѓа зачувано во тегла примероција канцеларијата на професорот патологија во болницата, односно професор Бондо, односно Бартоу. Во меѓувреме, неврохирургот Стиг Халмер, односно Ернст Хуго Јерегорд, неодамна назначен од Шведска да премине во одделот за неврохирургија, се обидува да ја прикрие својата одговорност за неуспешната операција, која што остави млада девојка во постојана вегетативна состојба. И тука го имаме патологот доктор Палемон, односно Бартоу, кој што се обидува да го убеди семејството на маж кој умира од рак на црниот дроб да го донира својот црн дроб во болницата за истражувањето на Бондо. Всушност Бондо го сака тоа како негов личен трофеј, бидејќи тоа е втор поголемина хепатосарком што некогаш е забележан. Кога ќе го одбие, на Бондо му е трансплантиран канцерогениот црн дроб во собственото тело, како што нели пациентот потпишал форма
нема донатор за органи, така што ракот ќе стане негова лична собственост и може да го чува во болницата. Меѓу другите заговори, еден млад студент по медицина станува привлечена медицинска сестра задолжена во лабораторијата за истражување на sleep deprivation, со спиење. Имаме сценичен амбулантен автомобил кој што се појавува и исчезнува секоја вечер. Имаме помлад лекар кој што води црн пазар со медицински материјали и неврохирург открива дека на девојка била импрегнентирана од дух и дека забременета од дух и дека бебето во незината утроба се развива ненормално брзо. Сега по секоја епизода двајца мијачи на чинии со Даунов синдром во подрумот на болницата разговараат за чудните случувања во Ригет, а Хелмер ја извикува неговата позната фраза дански јавлар, односно насловен како дански ѓубриња во некаков си, односно но буквално дански ѓаволи во доколку би ја превеле, така што тоа е негова псост која е значајна за ја повторува во сите сезони и тоа е некаков трейдмарк негов, ако може така се нарече, белег по кој што е препознает. Сега, третата сезона за која што ќе ви говорам денес, именувана како Екзодус, го представува доктор Холмер Джуниор, односно Микаел Пересбранд, невротичниот син на покојниот Стиг Хелмер, и новиот додаток се разбира на персоналот на Ригет. Тоа е доктор од Шведска кој мрази све што е данско. Ова не можам доволно да го потенцирам колку е значајно за персоната на овој човек. Си ги зема своите раткапни од автомобилот каде и да оди, од како ќе го паркира, слепо се држи до шведските символи и членува дури во тајно друштво на шведски доктори. На Хелмер Джуниор му се заканува тужба откако направил несакани, односно недозволиви сексуални авантури со колешка во болницата, која што исто така е швеѓанка, која флертува со него, а тој со сласт гледа на незините гради и мора да се консултира при тоа со односно со скапиот син на шведскиот адвокат кој што го глуми Александар Скарскарт и се соочува со професионален, се разбира, срам, освен ако не плати оштета за жената, значи нели лажни брадавици толку многу се восхитувал, а Скарскарт не би бил толку расипано адвокатско ѓубре каков што е, да не биде и негов застапник и застапник на колешката и поради тоа да бара да биде платена сумата како негов адвокатски совет кој што му го дава, без разлика на тоа што клиентка и таа која што него го тужи. Покрај нив се одвива уште една нишка во која пациентите и портерот одат низ порталот во другите димензии, кај што се наоѓа джиновското дете кое што е родено претходната сезона, кое пати и мора да се оперира неговото натажено срце. Сега неколку работи се клучни на серијата. Во претходната сезона тоа беше родено, односно во форма на возрастниот лик на Удо Кир, што е таа фрапантна сцена која ќе биде запамтена во историјата на филмот како една од тие погрозни пораѓања на возрастен човек кој што некогаш бил забележан на филмското платно. Во втората сезона тоа беше и заменете еден мијач се чини, односно мијачката, односно садоперката со машина која што има нејзината душа и ако не се лажам имаше во претходната сезона сатанистички култ, односно во втората сезона во подрумите на болницата. Сега тоа е заменето со шведски култ, односно култ на шведски доктори, ако така сакате. Сите епизоди Ларс ги напиша со помош во соработка, односно со Нилс Ворсел и Венецискиот филмски фестивал ја имаше таа можност да ја емитува премиерно оваа серија во рамките на филмските фестивали, исто како што и беше емитуван на Копенхаген Каубој, односно ТВ серијата за која што ви говорев минатата недела, тоа е ТВ серијата на Николас Виндинг Рефен, така што двете дански серии за кои што ви говорам беа емитувани и на фестивалот од Аранг, односно Венецискиот филмски фестивал, така што и фестивалите на највисок ранг емитуваат една, две, три, може би цела сезона во зависност колку е голема самата серија, премиерно со оглед на тоа што ТВ сериите имаат многу поголема авторска вредност, барем овие две конкретно, од мал милион на филмови кои што се наоѓаат во главна селекција, да не зборувам за таа скапана панорама која што има, така што овие филмови имаат
преголемо, овие ТВ серии имаат поголемо значење од голем број на филмови кои што завршуваат на фестивалите од Аранки се забораваат, така што местото на овие ТВ серии со висока естетика секако дека е и на филмските фестивали, кои се разбира дека ќе ја препознаат, а освен фестивалите од Аранки играше и на Serial Killer фестивалот, кој што е специјализиран за емитување на ТВ серии, која што беше прикажана во септември и секако на нордиските канали, како што ви напоменав, на стриминг платформата на Viaplay најпрво имаше премиера со првите 2 епизоди на 9 октомври пред да биде емитувана на Mubi. Тоа што е најзначајно во универзумот на Ригет постои екранизирана серија за настаните од злокобната болница кои што се одвивале во првите 2 сезони, кои што ги снимил Прокопсан, дански режисер, така што Ларс прави еден постмодерен потфат, исмевајќи се себе си на екранизираниот живот на ликовите кои што ги има, значи заминува од таа страна каде што многу други претходно биле, односно кога немаш каде да продолжиш серија, секако дека постмодернизмот е лесниот изговор за пародизирање сето тоа претходно што си го направил, меѓутоа тоа го користи за засилување на овие тропи, користи пред се засилување на комичните агенции и по некоја шега паѓа и на негова сметка, односно уме да ја исмее неспособноста и на данците и на швеѓаните, ама како што ќе каже на неговите одјави кои што ги има после секоја епизода со тоа што се крие зад завесата, тој посочува дека треба да ги прифатите овие епизоди такви какви што се, односно треба да го прифатите делото такво какво што е, со неговите силни и неговите слаби страни. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза и во продолжение ќе слушнеме Ox, односно станува збор за бенд кој што го издаде нивниот нов студиски албум Heavy on the Cosmic. Пред се станува збор за бенд кој што доаѓа од Бери, од Онтарио, значи од Канада. Се селиме од Норвешка во Канада, каде што ќе слушнеме на музичка четворка која што е под силно влијание на heavy psych звукот, значи психоделичен призвук, space rock елементи имаме и stoner rock и sludge елементи кои што се во комбинација со doom, со силен фаст. Така што Ox и нивниот албум Heavy on the Cosmic, од него конкретно ќе слушаме Beyond the Sun, Sunshine Apparitions и The Electric Traveler. Така што уживајте во Ox и се враќам да ви говорам за ликовите, односно актерите кои што глумат во The Kingdom Exodus. Вие слушате Радио Канал 103. Ова е 103-тото издание на емисијата ТВ 103, посветено на ТВ серијата The Kingdom, а во овој сегмент сакам да продискутирам за актерите и актерките, односно улогите кои што ги имаат во ова серија, со тоа што неколку ќе ви напоменам кои што се значајни за првите 2 сезони и се разбира тие што се највлијателни и проминентни во последната серија, односно во Exodus. Сорен Пилмарк го глуми Јорген Хук Крокшој, кој, ако не се лажам, првите сезони ја оценуваше со украдената глава од мртовецот една од пациентките во самата болница, а Гита Норби, која што ја глуми Ригмор Мортенсен, во втората сезона го уцени Стиг Хелмар да се земе со неа, така што таа го уценуваше шведскиот доктор, а Бригит Раберг, која што е глуми Джудит Петерсон, знаеме дека забремени всушност од духот и го роди деформираниот возрастен лик на Удо Кир. И тука го имаме Петер Мигейнд, кој што глуми Мортен, односно Моги Моескарт, која што всушност беше главата украдена од него, тој беше жртвата на тој потфат и секако дека тука е и Бодил Јоргенсен, Карен Свенсон ја глуми во оваа серија, се нарекува ликот кој што го глуми, и е пациентка која што слуша гласови од другата страна на постоењето и има потера за нивно потрага пред си, има за откривање на порталите во самата болница, предводејќи нишката на ликови кои што ги пребаруваат коридорите на болницата, која е подпомогната, се разбира, од портирот Булдер, кој што глуми Николас Бро, односно тоа е Балдер, односно Булдер го нарекуваат нагалено, тоа е портир кој што верува дека Карен ги слуша гласовите и до крајот на сезоната ќе биде
аналоген според мене повеќе на Log Lady од Twin Peaks, односно жената која што го носеше во незината преградка од цепеното дрво, така што тој ги слуша гласовите кои што ги носи во неговата тегла, така што е една аналогија, уште една од многуте аналогии кои што се направени со самиот Twin Peaks, а Филип Навер и Понтопијан, кои што ги глумат Николас Лиекас и Ларс Микелсен, се доктори во болницата, а синот, односно наследникот на двигателот во првите сезони, односно Стик Хелмер, неговиот син Стик Хелмер Джуниор, кој што е глумел Микаел се извинувам, Персбранд, е искомплексираниот шведски доктор кој што доаѓа во третата сезона, кој никаде не оди без неговите раткапни од автомобилот, мрази се што е данско и тоа е тој што добива тужба од колешката за непримерно однесување, нели, фасцинирајќи се од незините гради, и се зачленува во таен одред на швеѓани кои што оперираат во подрумот на болницата и е синоним за прецез за хумор кој што е фрлен од сите страни во него. Тоа е како Пикало да играте и буквално секоја негова патетична одлука изнудува смеја од гледачите. Медицински сестри Ана и Кале во серијата глумат од Тува Новотни и Ида Енгвол, се извинувам, а ги напомена во претходната најава дека имаме садоперач и садоперачка во подножието на болницата. Тие ги глумаат Јасмин Јункер и Јаспер Соренсен, кои што дискутираат за случувањата во болницата, не баре се хор во хеленските драми, кои што знаат повеќе отколку тоа што ликовите се запознаени, значи се свезнани автори кои што се наоѓаат во внатрешноста на драмата и тие дискутираат пред се со самиот гледач и коментираат на сцените кои што се од природна или од надприродна појава во самата серија, така што тоа е интересен механизам кој што го има протнато во рамките на една серија, да видиме како е прастар пред се механизам кој датира од хеленските книжевност е применет во рамки на една ТВ серија. Секако дека во втората сезона шведскиот доктор го глумеше Стелан Скарсгард, а во третата сезона синот на шведскиот доктор го глуми Александар Скарсгард, односно неговиот син од реалноста, кој е адвокат кој оперира од самото ВЦ, кој за волја на иронијата е адвокат на двете странки во случајот за недоветно однесување на докторот. Се разбира, своите пациенти ги прима додека тој седи на ВЦ шолјата и ги штити интересите неподеднакво за сите, со оглед на тоа што во случајот беше и напад и одбрана, меѓутоа мораше тој да пресуди дека пари од некаде мора да се извлечат и дека некој мора да загуби, меѓутоа сепак мора да биде представен од адвокат во самиот спор, така што во секој случај тој добива. За која странка и да победи во неформалниот случај, Скарсгард е победникот. И секако уште да не заборавам да ги напоменам тука и Вилјам Дифо, кој што го глуми Гранд Дюк, односно тоа е еден своевиден убиец на доктори, кој што говори на латински, е буквално десната рака на сатаната, а се разбира, во сатаната не може ниту еден друг да се појави, ако не самиот Ларс фон Трир, кој што се појавува конкретно во последните сцени, долетува со хеликоптер заради тоа што му се може. Едноставно мора некој да биде олицетворение на злото, како што веќе го прифатија како антагонист во реалноста по инцидентот кој што се случи во Данска, кога се сплетка сами од себе си за изјавите кои што ги кажуваше, така што ништо не би било надвор од очекуваното ако не е тој данскиот режисер кој што има снимено серија за болницата, која што сите ликови ја имаат погледнато во самата серија и не е тој олицетворението на сатаната која што ровари во подножјето на оваа болница. Или надлетува со хеликоптер, како што тоа можевме да видиме во третата сезона. Секако ова се има мал милион на споредни ликови,
не е само самосвесна на ликовите за постоењето на ТВ серијата, која што е направена за нив, која што е лошо направена според нивните гледишта за нив, туку има и мал милион споредни ликови кои што само се појавуваат, провлекуваат и исчезнуваат, во една, две, три сцени ги има, како што се, например, хигиеничарите кои поради потребата од расен диверзитет ги облекуваат во докторски мантили и ги представуваат како да се доктори само за да се исполни таа квота на диверзитет во самата болница, така што има мал милион на случаи кои што и го инволвираат и пепелта на мртвиот татко која ја чува во тетрапак, пошто тетрапак е свето нешто во Шведска, самиот шведски доктор кој што работи во Данска, така што има мал милион на комични ситуации во кои што ќе ги најдете затекнати овие бизарни ликови во светогледот кој што го гради Ларс фон Триер во неговата ТВ серија The Kingdom. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза и ќе ги слушаме Devil's Witches, односно композиции кои што се наоѓаат на албумот In All Her Forms. Станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Обединетото кралство, значи од Норвешка пропатувавме во Канада, идеме повторно назад, се враќаме во Европа, каде што ни доаѓа овој бенд кој има елементи на психоделичен стонер рок, има дум, доминантен е пред се дум метал под жанрот и секако има фаз и грув кој што ги движи овие композиции. Сродни се на Елдер, сродни се на Видиан, на неколку други бендови кои што се склони на ова потешка варијанта и поспора варијанта на стонер рок под жанрот, така што во продолжение ќе слушнеме композициите Successive Slidings of Pleasure, Pussycat in a Woman's Skin, Space Age Sorceress и Shadows in the Mirror. Така што во продолжение слушаме Devil's Witches и потоа се враќам во етер за да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува третата сезона на ТВ серијата The Kingdom. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 103-тото издание на емисијата ТВ 103, специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ви говорев за The Kingdom, односно Exodus, третата сезона од култната ТВ серија која што ја работил Ларс фон Триер, а за самиот крај имаме неколку спецификации кои што се значајни според мене да помине и оваа серија низ тој филтер на анализа кој што го наметнувам на сите серии за кои што ви говорев во изминатите 102 изданија на ТВ 103, односно ова ТВ серија има најава која беше скратена и изменета за потребите на новата сезона, ама останува тој визуелен печат на тој далечен маглив свет од другата страна на постоењето кој што е парализиран со кратки резови од однесувањето на докторите во самата болница. Режисери, како што веќе ми поминав на почетокот на емисијата, се Ларс фон Триер и Мортен Арнфред, кои што ги режираат сите епизоди и така треба да биде за да се задржи балансот на тој уникатен тон кој што зацртале самите да го поседува серијата и да ја одржи очуденоста во оптек. Во поглед на музиката, Јоаким Холбек правеше музика за првите две сезони. Нема многу музички парчиња одвоени за третото, освен во тензичните сцени и влезот пред се во подземјето, за да се постигне таа атмосфера на исчекување, односно амбиент кој што е загадочен, така што нема музика за жал од серијата за да ви пуштам денес, освен најавната шпица која што ја слушнавте и музиката за самиот трейлер, така што песната на главната тема која што ја слушнавте е напишана од самиот фон Триер. Во поглед на сценографијата, Симон Грао Руни ги дизајнира двата света, односно магливото мочуриште и белите болнички ходници, наспроти кујната кај што се наоѓаат салоперачите, така што и канцелариите се разбира на докторите. Тие се резиденциите каде што се одвива самото действие, а во поглед на фотографијата, серијата има уникатна и пред се препознатлива десатурирана нијанса на боите до рамнишна која што доведена до сепија.
која е многу функционална за задгробниот паралелен свет, а делува и винтидж во самата болница. Ларс не се отклонува и од техниката на снимање на рака, која што е својствена за Догме 95 тајфата, и сето тоа го реализира директорот на фотографија Мануел Алберто Кларо, кој го има снимено солидниот Taste of Hunger, потоа норвешкиот представник Hope, како и нимфоманката на Ларс фон Трир, но и рускиот експериментален филм Дау, каде што мораше да најде начини како да осветли интериер со оглед на тоа што немаше надворешно светло. Во поглед на монтажата, со оглед на тоа што има неколку нишки на действието кои паралелно се одвиваат во болницата, потребно е само да се жонглира помеѓу нив и да се задржи на тој начин вниманието на гледачот, што е и намерата која ја постигнуваат Оливер Буге Коуте, Јакоб Шер Шулсингер и Мај Тордал. Во поглед на костимографијата и шминката, со оглед на тоа што доктори се опрашани, очекувајте дека ќе бидат облечени во бели мантили, освен кога нели се цивилно ангажирани, односно кога ќе излезат барем на кратко од болницата, а во поглед на надприродното имаме паралелен свет во кој што се доаѓа преку преминот кој наликува на Рингишпил, за потоа во мочуриште да преидеме со енервно, каде што забележуваме енервно натажено човек, така што има духови, има двојници, има преминуваат створови помеѓу димензиите, така што надприродното е се присутно во оваа ТВ серија, а во поглед на хумор има во изобилие исто така. И имало и сцени во кои што сум паузирал за да се насмеам на сувопарниот хумор кој што го имаат данците, посебно синот на адвокатот кога се појави за прв пат, мислам дека тоа беше момент на кршење за мене, па и на самото мастурбирање на шведската химна, која што беше некаков си вид на почит кон својата родна земја. Еротика нема да добиете во овој филм, затоа што за сласти очигледно само за сласни помисли очигледно дека е гонет докторот од собствениот негов адвокат, така што строго се санкционира еротиката во оваа серија. Казнива е дури. Има во поглед на ефектите има операција на джиновско срце во болницата, меѓутоа има и визуелни ефекти кои што помеѓу духови кога одат во самата земја, кога се враќаат на нивните почивалишта. Има флешбек кој што е употребен од ликови кои се веќе составен дел од архивата на оваа серија, односно на предвесниците на неколку од родителите на ликовите кои што се доминантни и во третата сезона, а во контекст на сонови и соништа и халуцинации, самиот премин од еден во друг свет е своевидно замелушање на реалноста, меѓутоа и ликовите си подпајаат на действие еден со друг со оглед на тоа што некои привиденија кои продираат во реалноста можеби ги има и можеби ги нема. Во поглед на жанрот станува збор за апсурден надприроден хорор мини серијал, а во поглед на стилизираниот јазик кој што се употребува, ќе забележите дански, ќе забележите шведски, ќе забележите латински од страна на VM Defoe, така што има неколку европски јазици кои што се доминантни, можеби и некој англиски збор ќе слушнете, се разбира. Во поглед на остатоците, за жал не може самостојно да се гледа третата сезона, затоа што мене ми беа избледени ликовите поради таа прилично голема пауза која што се случи помеѓу втората и третата сезона, па дури и рекордна би рекол. Затоа и сметам дека е специфичен навредливиот хумор кој што го поседува од друга страна и серијата, и потребно е баш поради тоа, најмногу е потребно баш поради тоа за да се навикнете пред се и да сте навикнати на него, со оглед на тоа што е прилично уникатен и доколку може да ви биде да ги надмине вашите граници на толеранција, може да не го гледате серијата баш поради тоа, а може би едноставно ќе ви биде премногу совопарен за да ви биде смешен. Така што треба да знаете во што влегувате, тоа е моето предупредување врз основа на овие обструкции кои што самиот Ларс фон Трир би ги нарекол на такви на тој начин, се затвора ова дело во своите рамки и доколку ви се допаднат овие рамки, тогаш нема да бидете разочарани и како што самиот Трир посочува дека треба да го прифатите со сите доблести и мани.
во поглед на континуитетот на епизодите со оглед на тоа што станува збор за 5 епизоди во третата и 4 во првите 2 задржани и тоа, но секој од приказните, например, за мене лично ми е интересна за следење и не дека нешто многу кохабитирате една со друга. Па затоа имам, како и сите вие што ќе имате своји фаворити и своји понеумилени сцени, а во поглед на градењето на ликовите има голем број на споредни улоги кои едва имаат простор да кажат нешто. Кога шведскиот доктор, например, ќе дојде во сцена и ја краде секоја поставеност на ликовите во самите простори, а во поглед на адаптацијата имаше една американска верзија на оваа серија која што се нарекуваше The Kingdom. Од The Kingdom се нарекуваше Kingdom Hospital, се извинувам, која што беше разработена од страна на Стивен Кинг. Очигледно дека Стивен Кинг ја погледнал данската серија, се инспирирал да направи негова итерација и се сеќам дека се емитуваше некаде, јас ја гледав малку подоцна, иако се емитуваше во март и во јули 2004, јас некаде сигурно 2006-2007 за прв пат имав можност да ја погледнам, меѓутоа беше серија која што се емитуваше на ABC во овој период на 2004 година. Во поглед на референците, тука имате во самото финале на последната епизода, имате еден танц на кров, кој што е аналоген на седмиот печат на Бергман, а слични серии секако дека мора да се напоменат сите серии кои што ги има работено самиот Майк Фленаган, односно Hunting of Hill House, Bly Manor, Midnight Mass, па дури тука ќе направам, ќе ја проширам малку стегата и ќе ги напоменам и првите сезони на American Horror Stories, оглед на тоа што и тие допираат и до ментална институција и до проколнати куќи со духови во нивното подземје, и секако дека Twin Peaks е серијата од која што најмногу инспирација влече и влијание пред самиот Триер, и како што и тој умее да напомени дека француската ТВ серија Белфегор е инспирација за појавување на мистериозното во еден објект. Така што има и неколку други, не е само Белфегор, има и уште неколку други француски ТВ серии кои што јас сум ги гледал, каде имало духови во ѕидовите на куќите, минисеријали кои биле интригантни, можеби како една паралела на сето тоа што The Kingdom го направиле првите серии во 90-тите, па овие серии се надополнуваат на ниво 2000-тите за ден денес Триер да си се пародизира самиот себе си и да се приклучи во забавата, како што тоа го направи нели самиот Дейвид Линч кога ја направи по многу долга пауза последната сезона на Twin Peaks. Така што истиот тој потват го направи Ларс фон Триер со неговиот дански Twin Peaks. Атмосферата е загадочна, видливоста загарантирана и постигната е убедливоста, а во епилогот, пред да заврши последниот панорамски кадар во Малата сирена, во таа веќе реминесцентна и препознатлива скулптура за самиот Копенхаген, духовите треба да завршат во земјата, а сатаната со своите емисари да си дојде по своето. Така што во контекст на продолжение на оваа серија, не знам колку е способен Ларс да ја шири приказната за уште една сезона, зборувам физички и креативно, не знам колку има сили за тоа, меѓутоа што и да направи, дефинитивно ќе се погледне од негова страна, со оглед на тоа што има квалитети кои сметам дека се доста уникатни и доста радикални за ден денес. 9 од 10 мислам дека е заслужена оценка со оглед на комичните и сите тие сцени за спредашање всушност со данците и со шеѓањите. Оваа серија мислам дека направи неколку преседани кои што други серии може само да сонуваат да ги направат, така што за смелоста ќе ја добие оценката која што ја заслужува. А за самиот крај на емисијата мораме да напоменеме дека ова сабота со почеток од 19 часот ќе може да уживаме во 11-тото издание на фестивалот за промовирање на домашна, односно независна музичка сцена Земјотрес во Млинскиот културен центар од 19 часот, како што ќе ви напоменав. Најавен е концертот на 12 мај на Вата Болзер и Concrete Winds во Младинскиот културен центар со почеток во 19:30 часот, а помеѓу ќе имаме можност да ги погледнеме во април и
во СРЦ Кале гостува Стиви Вај и секако дека Найл гостува во Младинскиот културен центар неколку дена подоцна. Значи беше некако се размаха 23 до 26 април, а во непосредна близина 26 од 29, се извинувам, април, Найл е на 29 и 26, мислам дека беше Стиви Вај. Livewire свират во петок во Браво, а во Буква слави 2 години исто така во петок во 19 часот, така што имате настани кои што се во непосредна близина и имате настани кои што не смеете да ги припуштите со оглед на тоа што значајни бендови доаѓаат во Младинскиот културен центар кој што со нетрпение сакаме да ги погледнеме од странство, меѓутоа домашната сцена секако дека е предстоен 11-тото издание на Земјотрес кој што овој викенд ќе биде местото каде што ќе се сретнеме ние. За крајот на емисијата ќе слушнеме неколку композиции од бендот Witch Cult, односно доколку имаме време ќе ги преслушаме композицијата God is Gay, Flower Report и Spoonful, односно тоа се композиции кои што се наоѓаат на истоимениот албум на овој бенд кој што ни доаѓа од Нов Зеланд, од Кристен Черч, односно скокаме од европскиот континент во преслушување на бендови до Нов Зеланд, каде што доаѓаат овие задумани блузери, ајде така да ги наречеме, каде што се проминентни елементи на слач и на стонер, кои што звучат на друни на Dope Throne, односно моќна дисторзија и влијанието на Сабат е неминовно кога ќе ги преслушате овие одлични и долги пред се композиции кои што ги свири бендот Witch Cult. А вие го слушавте 103-тото издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ја анализирав третата сезона на The Kingdom, Exodus. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појава секој четврток нова фреквенција и во рок од 2 часа ве нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.